еден дел од нашата јавност е веќе информирана што тоа се случи во Брисел. Можем да кажем дека има квалитетен исчекор, но секако далеко од она што е потребно на државата. Не се работи само за барањата на опозицијата, граѓаните за Македонија, коалиција или целото ова опозиционо движење. Се работи за она што е навистина добро за Македонија, кое што ќе донесе до стабилизирање на институциите, до враќање на корективите во општеството, до нормализирање на состојбите, каде што на крајот само ќе кулминира, крајот на април, со слободна волја на граѓаните изразена преку изборите. Секако нашите барања се јасни, зошто тоа треба така да се постигне и од тој аспект јас очекувам дека евентуално следниот чекор може да донесе до конечно решение. Претпоставам дека е тешко и мачно за сите учесници овде во разговорите и преговорите, но истиот момент кога ќе сватиме дека не се важни нашите суети, нашите позиции вака вкопани во ровови, во истиот тој момент ќе знаеме дека одлучуваме за иднината на нашата земја. Ако тоа не го почувствуваме, тогаш и не би требало да се договориме. Договор да има само колку да има договор, а при тоа да има местенки под маса, зад маса, нешто тајно, скришно, порано или покасно ќе излезе на површина. Сум задоволен заради тоа што работи се движат во наш очекуван правец, но не можам, за жал се уште, да соопштам радосна вест за граѓаните на Македонија. Она кое што во периодот што предстои пред нас се следните чекори. Во недела заедно со граѓанските организации, заедно со политичките партии од коалицијата на опозиционото движење и со другите партиципиенти, ќе одржиме заедно состанок за да ги дефинираме сите наредни активности на граѓаните за Македонија, соодветни за периодот во кој што функционираме, а секако во функција на успехот на враќање на Македонија во нормала. Мислам дека толку месеци издржавме, толку месеци покажавме и храброст и решителност и одважност, но пред се и трпение, и миролюбие, и ненасилство, и се, за да на крајот ни треба само уште малку трпение, да ја постигнеме конечната цел. Сум генерално оптимист и позитивен во поглед на тоа. Знам дека и пријателите од Европската Унија, а секако и амбасадорот Бејли, кој што беше овде вклучен, се повеќе информирани за вистинските состојби во Македонија, имаат се повеќе разбирање, така да конечниот исчекор мора и ќе биде исклучиво во полза на интересот на граѓаните на Република Македонија. Се уште нема најавено продолжување на преговорите, иако и комесарот Хан и ние сите таму оставивме отворени врати за оваа можност. Тоа значи дека вратите се отворени, но нема дефинирано датум, кога, што, во кој формат или слично. Претпоставувам, поради овие истрапувачки разговори кои што траја таму, ни треба преспивање, буквално, за да ги дефинираме следните чекори. Се надевам дека уште оваа шанса, според мене, една и единствена која што постои, и заради периодот пред кој што сме исправени, тоа е летото, а и заради тоа што повеќе недозволиво е Македонија да биде во оваа мачнотија во која што се наоѓа, ќе се направи многу брзо конечниот чекор и ќе се најдат исчекори, односно решенија за постигање на конечен договор, согласно кој ќе почнат преговорите со сите детали кои што секоја точка ги опфаќа. Она што морам да го кажам, дека ако се договориме за таа преодна влада без Груевски, мислам дека толку квалитетни работи веќе има апсолвирано, кои што не се барање на опозицијата. Најголем дел се наметнати како предлози од оние што помагаат, Европската Унија, Соединетите Американски држави, и навистина се силен гарант за нормализација на институциите, на системот, на општеството и се. Тоа е еден плюс повеќе, да бидеме уште повеќе мотивирани, да исчекориме кон изнаоѓање на решение меѓусебно, но ако се случува нешто, јас очекувам тоа да биде веднаш почетокот на идната седмица, од причини што опозицијата мора да се позиционира, опозицијата мора да ја заврши својата улога, патот кон кој што се стремиме и почнавме, мора да го дозавршиме. Се надевам дека тоа на крајот ќе биде финиширано секако како што личи на цивилизирани луѓе, на маса, со потпишување на договор, кој што ќе биде, реков, пред се и над се во интерес на граѓаните на Република Македонија.